Има доволно залиха од пченка, пченица и јачмен во млиновите на македонското стопанство, вели министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Тој ги повика медиумите да известуваат со смирувачки тон во ситуација на криза, зашто, како што рече, во јавноста се пласирале многу неточни информации. Медиумите имаат обврска со смирувачки тонови кон граѓаните, кон стопанството, заради тоа што имаме првин, за разлика од 2017 и периодот од 2017 до 2021 драстично зголемување на производството. Се разговараше со Република Србија, со нашите соседи и се преземаа сите мерки кои што сметаме дека се неопходни. И додека Николовски смирува дека се е под контрола, стопанските комори работа со динамичен план со кој треба да се спроведе и увозот на пченица од Србија, кој има обезбедено 50.000 тони за Македонија, во ситуација кога домашните мелничари се жала дека имаат недостиг на ова количество. Министерот се збуни кога го прашавме зошто се набавува пченица, кога земјава, како што рече, имала и повеќе од потребното. Велите има доволно количество, зошто тогаш се набавува од Србија? Нормално дека се набавува, прашањето ви е контрадикторно. Треба да ја познавате проблематиката заради тоа што набавките ги прават стопанствениците, мелничката индустрија. Мелничката индустрија вели дека се соочува со недостиг. Тоа се редовни постапки кои што се прават и кои што се потреби до самата жетва. Во меѓувреме мелничарите постојано ја демантираат власта дека немало доволно залихи и бараат час поскоро да се активираат и стоковите резерви. Активирање на стоковите резерви по соодветно ниски цени, кои што ќе овозможат колку толку да имаме излезна цена прифатлива за пазарот и цена која што ќе овозможи да опстанат фирмите, да преживеат. Инаку во следните 10 дена се забранува извоз на пченка, пченица, јачмен, масло и брашно. Дел од трговците, за да профитираат, наместо дома големо количество од овие производи пласирале надвор. Иако Србија веќе донесе слична мерка, сепак ветените 50.000 тони пченица и 25.000 тони пченка земјава ќе ги добие. Во меѓувреме на сила стапија и ограничените профитни маржи на основните производи. До 4% е во трговијата на големо и до 3% на мало. Но дали ваквата мерка ќе донесе пониски цени, надлежните доправа ќе анализираат.